Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска имаме тема од областа на дерматовенерологијата. Ке говориме конкретно за габични инфекции на кожата. Моја гостинка и соговорничка во студиото е асистент доктор Нора Положани, специјалист дерматовенеролог на клиниката за дерматовенерологија. Доктор Положани, добар ден. Ви благодарам што прв пат сте дел од добриот доктор. Ви благодарам, Александар, и мене ми е мило што сум тука кај вас и ви се заблагодарувам за поканата. Така, пред се во интерес на граѓаните да споделиме корисни информации за една доста честа проблематика токму од вашата специјалност габични инфекции на кожата. За почеток, што точно представува оваа појава или состојба габични инфекции кои ќе се појават на кожата? Тие се една група на тип на инфекции кои се предизвикуваат од габичките и како што гледаме диминутив се употребува, чки на крај, значи не се страшни инфекции, имаат еден хроничен карактер, често може и некој пациент целиот живот да помине, пример, со некој тип на габичка. Толку знаат да бидат тивки, но понекогаш зависи од локализацијата, може да предизвикуваат голем проблем за пациентот, особено кога е промашана диагнозата. И тука е тој случај каде што пациентите се кружат низ повеќе лекари и представува проблем. Таа е една болест која се предизвикува од група на микроорганизми и различно, зависи од типот на инфекцијата и од микроорганизмот, има своји, ќе се изразат своји клинички слики. Карактеристично е појава на ануларни, тоа прстенести кожни, најчеста клиничка слика, прстенести кожни промени со црвенило, со црвен раб и лесна десквамација. Тоа значи за пациентите да разберат како луштење. И тоа се шири, но зависно во кожата која е така е клиничката слика, може капелициумот, главата, косматиот дел да биде зафатен кај децата особено. И особено и ноктите и стопалата најчесто кај спортисти и кај постарата популација со повеќе коморбидитети или пропратни болести. Така, ќе ги офатиме сите сегменти. Ме интересира на почетокот, постојат ли одредени луѓе или група на луѓе кои се под поголем ризик, односно поподложни на габични инфекции? Да, секако, како инфекција, често може да делуваат и надворешни фактори и околните и факторите од самиот пациент. Најчесто, и затоа е изголемено последните години, има повеќе пациенти што се хронични болни, постара популација веќе на поголем број. Имаме пациенти што се со диабет, што примаат редовна имуносупресивна терапија и тој самата имуносупресија има еден дисбаланс, значи на одбранбените организми и така да кај тие пациенти и постари лица кои се со повеќе коморбидитети најверојатно имаат склоност за појава на габични инфекции, особено на ноктите кај таа популација. Исто така спортистите, тие што често се потат, се активни, особено ако не се користи точен тип на облека, пример, би било потребно памучни, што не често, особено кај спортистите, не е можно. И се користи синтетика и тесна облека. Да, тесна, кондурите, исто така, ако подолго време се пациентите што, или пациентите, да кажам, што стојат повеќе на затворени обувки, со потење, со синтетски чорапи, кај нив може почесто да се јавува. Така. Може ли да се зарази, народски речено, човек од човек, односно да се пренесе габата преку контакт, преку допирот, веќе инфициран човек? Да, може директен контакт, исто така и индиректно. Кај тие пациенти што одат по базени или спортски теретани, може и преку пешкири да се пренесува. Исто така на местата каде што се тушираме. Може и така индиректно да се пренесува, но има три типови на габички и од почвата може пренесување. Тие се
специфични специеси, може од мача или куче, од животни, најчесто се мачиња или кучиња, и од човек на човек, директно и индиректно. Така, три типа на пренос. Така. Да, бидејќи сме контактна емисија, да дадеме предност на прашањата од нашите гледачи и ќе продолжиме околу симптоматологијата и на што да обрнат внимание граѓаните кога веќе станува збор за габична инфекција. Почитувани во програма сте, повелете. Добро утро. Добро утро, добар ден. Добро утро. Повелете во Вака, сега имам едно прашање за докторката. Имам едно 5 годишно девојче. Ја носев овдека во Тетово во болница на дерматологија. Ме пратија и во Скопје. Сум направила секакви тестови, но девојчево мене ми се чеша и ми се прави рани. Дече се смири напред на депо на главата, депо зади. Значи, она изменично се чеша и се губи, па повторно и се појавуваат. А нема некој така, да речам, како пликови, како нешто. Дечево, и се зема аплодерм, за да ја капам како купка, па да видиме како. Иначе сум потребувала и други средства, ама не, топи крема исто имам, и шампон, и крема сум ја мачкала, пак дечево се чеша и се прави рани. Аз сум била во Скопје кај доктор Ирина, мислам дека така се вика. Да. Колку време ви е ваква состојбата со девојчето? Па, 2 години поред. 2 години. Да ви прашак, имам сменето и све, ама џабе, значи дечево... диагнозата? Имате ли диагноза? Нема, значи само сега ми дале, докторка Ирина ми даде, да испитам крвна слика, Добро. од измет исто така ми даде, но никакви знаци не покажува дека речево на нешто е алергично или не знам што. Да, најверојатно. А детето има сува кожа? Па, за сува нешто не ми кажале, само ми рекле да користам... Добро. Сепак, во вакви случаи... Да, ќе добиете совети и препораки како да постапите. Но сепак треба да најдобро е да се види. Да се види. Не може и дерматологијата таква област каде што и гледањето понекогаш не е доволно, па затоа се тие дополнителни испитувања што ги правиме. Се преклопуваат состојби и симптоми. И затоа за нас не е никогаш и досадна. Секогаш е интересно е така. Но ми личи дека пациентката има нешто хронично, најверојатно може да е и атопик дерматитис, но без да гледаме не можеме да кажеме. И многу е битно да се појави на преглед, да дојде да видиме. Не е лошо ни второ мислење секогаш, дури од иста клиника, установа, А тој тип на дерматоза е посебно, баш во зимно време е изразено. Да, поизразено, заради сувиот воздух, хладното, и тие деца за тие деца не се излекува болеста, туку тој тип на болест се контролира. Се менаџира. И тоа е многу битно да свати мајката и да не се вознемирува и да се едуцира за текот на болеста и кога очекуваме влошувања и како да настапиме. И секако дека треба контроли редовни за тие пациенти. Да се следат. Да се следат, така да и препорачувам да дојде да закажува така преку мој термин, секогаш не е на одмет второ мислење за да се заклучи, да се најде точната причина за таа состојба и за каква состојба станува збор. Да видиме и каква состојба, многу состојби може да предизвикуваат јадеш. Се испреплетуваат симптомите. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Да, добар ден. Сакам да прашам. Имам габична инфекција на ноктот на левата нога, памето што е, и може повеќе од 10 години го имам тој проблем и паѓам ноктот, пак ми се обновува, ама повторно го имам тој проблем, габична инфекција на ноктот. Не знам што е проблемот, ако може да ми... Да, ќе добиете одговор на вашето конкретно прашање, тоа беше дел и од денешните наши прашања. Секако предност имате вие, ќе добиете конкретен одговор на вашето прашање и што да правите, како да постапите, секој е добро. Еве, доста честа проблематика, пред малку неформално говоревме дека габична инфекција на ноктите е доста честа кај населението. Онихомикозата, иначе латински онихомикози се многу честа проблематика.
И е инфекција која бара сериозен пристап и од страна на пациентот, затоа што лекувањето е долго. Така. И затоа и треба следење. Кај овие пациенти првин треба да се докажува, зашто има и различни болести на ноктите, треба да се докажува дека е габична инфекција и тоа се прави преку бриз од ноктот. И ако се докажува, тогаш следи и системска терапија, индикација кај овие пациенти. Значи не само апликација на креми и на солуции локално, туку треба и перорална системска терапија. А тоа треба, таблетарна, која е подолг период. За стопалата, пример, до 3 месеци минимум е терапијата. Многу е индивидуален пристапот, затоа го советувам дека тоа точно е ке падне ноктот и да се направи аблација, значи и оперативно ако се вади ноктот, пак треба, мора да прима терапија. Со габична инфекција ќе зарасне пак. Нема, да. И новиот нокт ќе страда од габичката. Да. И тоа донесува многу фрустрации и после и трошоци ако не се третира како што треба. И компликации понатаму може. Така е. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Ало? Добар ден, ве слушаме. Добар ден, поздрав до вас и до докторкава. Поздрав. Поздрав. И јас сакам да прашам докторкава, имам внук 15 години. И во прстот на ногата, во палецот, он сега примети, пред 2 години. Значи ќе му усече мајка му ноктот и после известно време осети детето дека го боли. И после го однесе на лекар, му дали прво како улошка на тој ног, тоа е палецот кај ногата. Така. И му дали на детево ништо, а му се потат ногите, после рекоа улошки да носи, исто носеше ништо. И после тоа река мора да се оперира детето. Значи на ноктот. И го оперира, и сега пак истото одоздола како да му расе друг ног и како да му гнои. Нека го однесе мајка му и даде некој маз да го мачка детето, тоа друго ништо. Нека ми објасни докторкава дали треба пак или што е работава. Така. Во ред, ќе ви објасни докторкава конкретно за што станува зборова, може и не е поврзано со габичната инфекција, веќе може за зараснат ног кој исто така често, Да, најверојатно е тоа и треба да се види, не можам да одговорам точно како кај секој има пропратни проблематики што се должат за враснат ног, така да советувам преглед. Понекогаш е ортопедски проблемот и типот на обувките што ги носиме, но понекогаш може да има паралелно и габична инфекција кај овие пациенти, така да треба еден преглед. Да, затоа што не може мултисекторски пристап за некој случај. Тоа што ќе ви кажат лекарите, најверојатно го знаат добро случајот. И да се обрате дали е можно повторно и покрај операцијата пак да се случи враснат ног. Може секако. Така е. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Поздрав, добар. Видите, на слепочницата горе, од левата страна, има како шибанче нешто, 1-10 дена, сега пукна пред 2 дена и си истече, мислам, малце гнојче и не знам шо, а поќе почесто се појавуваат и на грбот, на препоните, под мишките, ама ова века некако ме загрижува. Шо треба да се презим? Јас си пукна само. Како мозолче, така? Молим? Како што рековте дека ве разбра докторката? Да. Од кога тоа се случува? Па 10 дена, иначе склона на такви чипанчиња помали, на плеките, Да, јасно. На препони, подмишки, така. Не знам.
А ова повеќе ме загрижува сега. На капакот. Зашто е на видливо место, може да е поврзано или не поврзано со чибанчињата што викате вие, но дали сте биле на лекар, дали Не. Не, па ви советувам за да се решава, зашто и тоа рецидивантно цело време да ви се појавуваат, најверојатно не е за вас пријатно и може понекогаш и компликации да има, затоа за ова проблематика би ве советувала да се јавите на лекар, зашто има решение за ова состојба. Така. Да. Така. Ќе направиме кратка пауза со гледачеве да продолжиме околу симптомите и третманот. Ќе вклучиме кон крајот на емисијата уште неколку гледачи. Да се вратиме на темата, докторка Положани. Како човек да препознае габична инфекција? И на кој дел од телото најчесто се јавуваат? Споменавте црвенило. Дали само црвенилото може да ни биде знак дека е габична инфекција? Црвенилото е знак за скоро сите дерматози, сите кожни болести, така да не можам да кажам дека е за тоа, не специфично. Зависи локализацијата и името го кажуваме тоа, тинеа капитис, тинеа корпорис за габичката од телото, тинеа унгуис за габичката што е на ноктите. Негде таа карактеристична клиничка слика е тоа, како прстенести, црвенила, централно има регресија, значи централно кожата е нормална, а прстенот е со црвена боја и со лесно луштање. Но има исклучоци, например, ако е на стопалата, тогаш може да биде стопалото лесно црвено и да има едно луштање, да личи и на екцема понекогаш. Знае да има после и промена на клиничка слика, особено ако се користат кортикостероиди. И тоа не е голем проблем. Со пациентите и тука се маскира и клиничката слика и станува нетипична и тогаш може да личи на повеќе дерматози. Кај децата е доста карактеристична, се појава на форма на кружен загубиток на косата и косата не е целосна, не е кожата таму целосно гола без коса, туку косата се скршени во различни нивоа. Така да тоа има една класична клиничка слика и ако не се третира или имаме зависно од типот на инфекцијата, можеме да имаме различни клинички форми. Кога имаме понекогаш повоспалителни, значи таму имаме и едем, оток, папулопустули, гнојаници што ги викаме. Така да има доста различен тип на клинички манифестации зависно од локализација и од типот на предизвикувачот. Некои дават посилна инфламација или воспаление со оток со папулопустулозни промени, некои дават така полесна клиничка слика, таа прстенеста што ја кажував и тоа најчесто е во телото. Во прегибните регии сепак е малце поразлична. Затоа секогаш треба консултација. Значи различни габи, различни делови од телото, може да се заклучи така. Да, така да треба една консултација и преглед и да се поставува диагнозата од дерматолог. Така, без преглед дури се случува ли да се помешаат состојбите, да станува збор за габична инфекција, да има сомневање дека станува збор за некоја друга состојба? Колку се слични симптомите? Рековте дека црвенилото е за сите кожни болести еден сигнал, знак. Па често е. Затоа е многу битно диагноза со верификација. Како што е тоа, ние и на клиника ја пружиме таа можност, значи може да се диагностицира со нативен препарат, е процедура што трае неколку минути, не е непријатна, безболна и го имаме одговорот за пак неколку минути, што е многу практично. Тоа не е специфичен која габа е предизвикувачот, но дали има габична инфекција или не. И тука патот ни е чист и ќе знаеме кои протоколи да ги следиме. Доколку сакате да откриете која габа е, тогаш е неопходен бриз? Културелно испитување, кој тип на габа, ако имаме, например, потешкоти во лекувањето на диагнозата што сме ја поставиле, и ако е габична инфекција,
треба да се види кој субтип на габата е, за да видиме дали е потребен некој поспецифичен третман. Така. Кои кожни промени, кога говориме за габите, најчесто ги среќавате во амбулантата кога вршите прегледи на пациентите? На кој дел од телото најчесто знае да се појави габа и да предизвика пред се естетски и непријатен проблем? Најчесто е оникомикозата на ноктите, стопалата често е, тина крурис или тина во ингвинална регија, во прегибните регии, горе феморално. Ова е кај спортиците и кај постарата популација или кај тие што така се има таков тип на работа што се потат многу и се со повеќе долги часови на работно место. Но кај децата е пример капилициумот, главата. И тоа најчесто е во таа сезоната кога има мали мачења по градот и со самата игра тие може мачињата или кучињата да бидат носители на габите и со самото играње на децата со мачињата да се пренесува. Така. Рековте, споменавте дека и кај еден од гледачите дека лекувањето е малку подолготрено, бара внимание. Кои се најчестите начини за лекување на габичните инфекции? Зависи од локализација на габичката, на габичната инфекција, од типот на габичната инфекција и екстензитетот. Пример, габичката што се инфекциите од габичка што се на тело локализирани, може и со локална терапија да се третираат, но треба да се спомнува тука дека третманот трае малце подолго, но ако е многу екстензивна клиничката слика, тоест многу проширени се кожните промени и инфекцијата е хронична, често имаме и такви случаеви, тогаш може да се прима и системска. Кај ноктите секогаш се прима и системска терапија, исто така кај децата со тина на косматиот дел, тина капитис, индикација секогаш и системска терапија покрај локалната терапија секако. Така, кога говориме за локалната терапија, претпоставувам и пациентите доста често ме прашуваат колку докторка ќе треба долго да се мачкам со кремата за да ми помине габата. За тина корпори се 4 недели минимум. И тука се прават понекогаш и грешките. Може кај некои пациенти се почнува со антимикотик, но не осеќа некој задоволен одговор за неколку дена или една недела, што сега на време на тач, каде што сакаме се да биде многу брзо, го губат трпението или не се добро информирани и после ќе се прескокнува на кортикостероиди кои ќе маскираат клиничката слика, пациентите ќе се осетат дека има некоја подобрување, има промена побрзо на кожната лезија и тука после станува инфекцијата хронична и се менува и клиничката манифестација, која и за искусен дерматолог ќе биде тешко да ја препозна или диференцира и тоа ќе носи на дополнителни испитувања кои супер би било ако се избегнуват, ако од почеток се почнува како што треба. Така е, диагностицирањето и терапијата. Така е. Освен кортико, колку дополнителни компликации може да предизвикат и народните лекови или народните масти кои претпоставувам дека и доста голем дел од граѓаните првично со тоа пробуваат, па доаѓаат на клиника или во болница кога не им поминува? Па често е тоа, зашто најголем дел од овие народни креми, масти не знаеме што имат во нив. Дел може да имат и кортико и често се сомневаме дека може да биде кортико. Ако се во база на билки, тоа ќе помогне за омекнување на кожата, но нема да ја излекува болеста. Така да ќе замаскира нема причина да се аплицира, значи да се аплицираат народни
лекарства. Доктор, Нема индикација. бидејќи рековме дека може и од човек на човек да се пренесе, дали е потребно лекување на членовите од семејството ако, например, брачниот партнер или некој од родителите веќе имаат потврдено габична инфекција и сомневање кај некој од членовите, дали тие треба да се јават на преглед за диагностика и третман и кај останатите членови од најблиското обкружување? Секако. Тоа важи за сите типови на инфекции, од бактериски и паразитарните инфекции. Така да ако некој друг во семејството има габична инфекција, тога треба да се докажува и секако дека треба да се третира. Така, доколку имаме и гледачи на линија, имаме простор да вклучиме уште неколку гледачи со нивните прашања. Добар ден, во програма сте, повелете. Ало. Добар ден, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден, во програма сте. Тука е Снежана. Ало? Така, да. Повелете, господја Снежана. Пациент на доктор Положани, Снежана Вигеровска. Така. Денеска да ви кажам, јас секој ден ве следам и денеска баш ми е драго што во вашата емисија насловот што е најдобриот доктор го имате во емисијата. Тоа е една прекрасна докторка. Толку е, значи, за пациентите, посветена. Значи, стварно човек да нема зборови да каже лично за докторката, за нејзиниот тим таму кој што работат на кожно, сестри, доктори, значи, најубави зборови за Емилија Стојановиќ, сестрата главна што е. Али докторката е, значи, максимално посветена на секој пациент. Таа, господине, и сите гледачи на ова ваша прекрасна емисија, што ја следат, значи, стварно, докторката лекува само со нејзината појава. Да, нејзината појава, која ќе влезе во соба, не може таа пациентот на пациент да не се насмевне, не може таа пациент да не го изслуша, не може таа пациент да добро не го прегледа. Значи, стварно, камо да се сите доктори како доктор Положани. И се согласувам со вас и ви благодарам за јавувањето, за позитивните коментари, да секогаш задоволството на пациентите е најискрено, некогаш убаво е кога слушаме вака позитивни коментари, меѓутоа низ здравствениот систем секогаш имаме некои горки искуства, меѓутоа позитивниот пристап од страна на белиот мантел, вие, сестрите, болничарите и сите здравствени работници. Цела кожна клиника се трудиме максимумот да го даваме. Навистина убави коментари, доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Се јавувам од Струмица. Имам едно прашање до докторката. Повелете. Би сакала да ја прашам. Имам едно дете, мое лично, и сакам да прашам. Има една лиша на ногата некаде под коленцето на мускулчето. Значи некаде забележи околу 3 годинки кога беше. Сега детето има 13 години. Значи сакам да прашам. Бевме на доктор, бевме и во државната клиника, бевме и на приватна клиника. Значи повеќе лекарства ни дадеа. Се и се што имаме пробано што ни е пружено од страна на докторите, меѓутоа дојде до исцелување до месец дена, најмногу 2, и после тоа пак се појавува црвенило и кожичката испукува. Што може совет од докторката да ни каже? Да, ќе добиете совет, меѓутоа најдобро е физичкиот контакт и прегледот да го донесете во ординација или преку мој термин, кога имате термин. Да, најдобро е така. Зашто вака многу се можностите и не само ке може да... може би зборувавме дека може во често од случаите и начинот на третман е погрешен, се оди поагресивно. И што е диагнозата, да. Господјо, најдобро би било
било да закажете преку матичниот термин на клиниката за дерматовенерологија, да ќе побарате конкретно кој ден во амбуланта е докторка Положани и ќе добиете и таму најсоодветни совети со целата документација за да може да се види дали понатаму некое лекување или третман би дало резултат во однос на состојбата кај детето. Доколку имаме и уште еден гледач може да пуштиме во програма. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Да, бидејќи сме и при самиот крај да финишираме со вашите конкретни совети околу темата, што можеме, докторка, да направиме за да се заштитиме од габични инфекции кои рече си секој втор од нас еднаш во животот, ако не секој ќе се соочи. Дефинитивно секој втор може да се соочи. Значи, иако хигиената не е причина за појава на габичната инфекција, е една од битни фактори. Така да редовна хигиена треба, користење на памучни, на облека со природен материјал, особено ако стоите подолго или работата е со подолги часови, повеќе часови. Исто така, ако се кај постарите пациенти, особено тие со диабет и хронични болести, секогаш да ги проверуваат стопалата, зашто се многу битни, не само за габичките, но и за други пропратни состојби. Така да секогаш да ги проверуваат и ако имаат промени, секако да се консултираат дерматолог. Исто така, често промена на чорапите на тие што работат секојдневно и на долната облега и ако одиме ако ги посетуваат базените или теретаните, како да се одржува личната хигиена по посетата? Треба секој ден после тоа измивање нормално и ако се посетуваат базените, треба да носат своји обувки, папучи, не да биде во директен контакт ногата со веќе носена и инфицирана папуч. Да имаат свој, Так. После што може и тие папучите да се дезинфицираат. Така, на крај да расчистиме еден мит, дали габите можат сами да исчезнат без третман? Не би рекла, не. Може некој ако е многу лесна инфекција, но не. Но и се безболни, кај некој може да се пропратени со чешања, но често може да одат и без симптоматологија, само кожната промена ја гледаме и чем не боли и не чеша, ја оставаме така или ќе мачкаме по нешто. Така да секогаш треба да се употребува терапија. Така, треба да се обратат на дерматовенеролог, за да се знае. И да не се проба со 100 креми, па после, значи е добро од почеток да се посетува. И на самиот крај уште едно прашање, бидејќи доста често слушаме помеѓу наши познаници да ми се јави иритација на кожата, можеби од прашокот или омекнувачот. Во кој случај при таква состојба треба да се јавиме на лекара, можеби е заскриено и станува збор на вистина во препонската регија, еве конкретно за габична инфекција? Да, препонската често оди комбинирано со инфекција на стопало или на ноктот. Така да ќе има некое продолжение и други кожни промени кои се пропратни. Исто така често знае да има еден раб кој е диференциран од нормалната кожа, од здравата кожа многу јасно. Така да овие и понекогаш кога е на препоните, тогаш и има и чешање и јадеж. Понекогаш кога е измеѓу прстите, може и непријатен мирис, заради и други конкомитантни инфекции или бактерии што се дел од нормалната микрофлора, но од нарушениот баланс на флората и на таа регија, тогаш може да имаме и непријатни мирисби. Докторка Положани, ви благодарам за одвоеното време, за советите кои ги споделивте со нашите гледачи. Ми беше задоволство што бевте дел од денешното издание на Добриот доктор. Ви очекувам повторно. Благодарам, Александар. Исто беше задоволство. Многу убава енергија и контактот со пациенти е многу позитивен. Така да, се надевам да сум пак тука и чест ми и ве фала што ме повикав.
Ви благодарам и на вас за одвоеното време. Се гледаме секако повторно, а почитувани вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!